Околу 100 здравствени работници од ковид центарот на Прилепската болница првија примија руската вакцина Спутник В. Тие со организиран превоз со 3 автобуси стигнаа во Скопје. Притисокот врз нивната болница велат е огромен, па затоа побрзале да се заштитат во време кога бројот на новозаразени рапидно расте. Не биравме која вакцина, битно беше да се вакцинираме, пошто ковидот во експанзија Прилеп, има доста заболени. Одлучивме сите од неефективност да си ја примиме вакцина заради безбедност и ќе дојме поново после за ревакцинација. Заради моја безбедност, како второ заради безбедноста на мојата фамилија и воопшто и за на работа кај што работам. Како што работите во болница? Болничар. 3000 дози на Спутник В ќе се аплицираат само во поликлиниката Јане Сандански. Екипите ќе работат од 8 до 20 часот од понеделник до сабота. Откако ќе ја примат вакцината, пациентите седат во чекалната по половина час, за да добијат итна лекарска помош доколку се случи алергиска реакција. Компликации, како и сите останати вакцини, локална осетливост и болка на местото на апликација, може би покачена телесна температура која би требало да се регулира со антипиретици. По-специфично е за разликата меѓу Pfizerот и Спутникот е тоа што треба да се обрне внимание за бремени жени и трудници и доилки. Во меѓувреме, почна и ревакцинацијата со вакцината на Pfizer. Втората доза првија примија докторите од градската општа болница 8 септември. Апелираат до граѓаните што помасовно да се пријават за имунизација. Вакцинирањето на здравствените работници треба да биде еден пример кон сите граѓани, дека само со успешна вакцинација ќе победиме оваа пандемија. Така да апел до сите, што побрзо и помасовно да се вакцинираме, се разбере кога ќе дојдат вакцините, тоа подобро за сите нас. Првата доза на Pfizer досега ја примиле над 4000 здравствени работници од ковид центрите. Меѓу нив и матични доктори, но и стоматолози што работат со ковид позитивни пациенти. Денеска почнавме со втората доза кај здравствените работници. Се тече во најдобар ред. Обично пациентите веќе за втора доза се закажани на термин. Така да отприлика знаеме, имаме по 100 во смена, 100 до 130 во смена. Иако првично беше најавено дека следни во процесот на вакцинација ќе бидат лицата постари од 70 години и хронично болните. Од Министерството за здравство велат дека вакцинацијата засега ќе продолжи само со здравствените работници, бидејќи тие, поради новиот корона бран, се под висок ризик да го добијат вирусот. Во Македонија има едва 11.000 антиковид вакцини и тоа благодарение на донацијата од Србија која отстапи 8190 дози од вакцината на Pfizer. Владата досега само ветуваше дека вакцините ќе стигнат де во јануари, де во февруари, но успеа да купи само 3000 вакцини од рускиот производител Спутник В.